pollinators writ large of bees, butterflies, many other insect groups are definitely threatened on a global or local. Пчелите, пеперутките и многу други инсекти кои играат улога во опрашувањето се под закана глобално и локално, како последица на губењето на нивните живеалишта и деструкција. Кога ги претворивме шумите во ниви, практично го губиме природното опрашување. Западната медонска пчела, пак што ја одгледуваме во кутии, не е во ризик од исчезнување. I got interested in honeybees originally because Почнав да се интересирам за медоносните пчели, бидејќи мој колега се занимаваше со чување пчели во урбани средини. Почнав со една кошница. Првата година беше многу неуспешна, како и неколку години потоа, и конечно успеав. Медоносните пчели првпат беа донесени од Европа, најверојатно во 1622. but to keep others from coming in and Ова е доста типична кошница. Може да ги видите пчелите како се собираат напред. Овој прозорец е вентилација, но испречува кражба на пчелите. Во сад, услугите за опрашување се поценети отколку производството на мед. This one's got a lot of honey on it. Овде има многу мед. Ова е прополис. Може да се јаде веднаш. Ова се трутови, се многу поголеми од пчелите работнички. Трутот има една цел во животот, а тоа е да се спои со матицата. Веднаш потоа умира. Во типична кошница има една матица, иако тоа не е универзално. Има околу 40.000 пчели работнички, зависно од сезоната, и од 0 до неколку илјади трутови. So if the queen's healthy, laying eggs, Ако матицата е здрава и положува јајца, пчелите може да ја допрат и да почувствуваат дека се е добро, така што ќе продолжат да работат и да го бранат нивното семејство од предатори. globally, yes, pollinators writ large in many instances. Глобално, инсектите за опрашување се во ризик од исчезнување. Има вистински закани. Има предатори и ние треба само да се справиме со нив.